Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кис Именада. Во нив ќе гледате. Речиси 1000 лица се активно болни од COVID-19 во Тетовско. Инфективното оделение во Гостивар пак е полно. Инфектолозите Радко Наумовски и Енес Мемеди добија благодарници од општина Гостивар. Пат од 80% во продажбата на туристички аранжмани во Тетово, пандемијата силен економски удар. Тетовскиот кризен штаб на состанок информираше за моменталната ситуација со пандемијата во регионот. 981 лице е активно болно, а во клиничката болница се хоспитализирани 45 пациенти, главно со потешка клиничка слика. Се уште има слободни кревети. Тетовскиот регион има вкупно 981 активно болно лице. Во вчерашната ковид статистика имаше 95 нови случаи и 4 починати лица, а 2 дена поред не се регистрирани оздравени пациенти. Во Тетовската болница се примаат само лицата со потешка клиничка слика. По состанокот на кризниот штаб, градоначалничката Теута Арифи ги повика граѓаните и деловните субјекти да ги почитуваат заштитните мерки и протоколи, бидејќи ситуацијата со ширење на вирусот е критична. Болниците се полнати, медицинскиот персонал кој со месеци се бори на фронтот со оваа болест почнува да се заморува, рече Арифи. Во клиничката болница во Тетово 45 лица се хоспитализирани на инфективното оделение, главно со симптоми и во сериозна здравствена состојба и се на кислородна поддршка. Како што информираат здравствените власти на централно ниво, состојбата со COVID-19 е критична, иако клиничкиот центар во Тетово во моментот се уште е со доволен капацитет во однос на болнички кревети и здравствен персонал, за да ги обслужи пациентите со тешка и критична клиничка слика. Апелираме до сите здравствени структури, почнувајќи од матичните лекари, да ја извршуваат својата работа, почитувајќи ги мерките и протоколите дефинирани со закон. Арифи истакна дека останува проблемот со организирање семејни прослави, па уште еднаш апелираше граѓаните да бидат совесни. Останува проблемот со организирање семејни собири и забави во затворено, кој влијае на влошувањето на епидемиолошката состојба во земјата. Апелираме до граѓаните да бидат одговорни и свесни за сериозноста на состојбата во која се наоѓаме. Мерките и ограничувањата од надлежните органи строго да се почитуваат, бидејќи во спротивно органите ќе постапат со нулта толеранција, казнувајќи ги во согласност со законот сите прекршители и граѓаните кои постапуваат спротивно на пандемиските мерки и протоколи. До денес во Тетово и 5 околни општини вкупниот број на лица со дијагностициран COVID-19 е 2765. Од оваа бројка досега 1609 лица се излекувани, а 114 се починати. Состојбата со COVID-19 во Гостивар е критична. Инфективното оделение е полно, а пациенти веќе се згрижуваат и во амбулантниот дел. Силниот есенски бран на коронавирусот не го одминува и регионот на Гостивар, иако состојбата на почетокот од есента беше стабилна, периодов секојдневно се бележат високи бројки на новозаразени. Само во изминатите 3 дена вкупно беа потврдени над 160 нови случаи на ковид. Инфективното оделение во Гостиварската болница е веќе преполно. Пациенти се згрижуваат и во амбулантскиот дел, што е ризик за персоналот и граѓани кои се обраќаат за помош со други здравствени проблеми. Значи, капацитетите се преполни. Не полни, него преполни. Значи, заедно со оделението кој има 24 кревети и амбулантата е пополнета со пациенти, приеми фактички се тие. Не се, например, амбулантски да се лекува, него приеми се. Значи, тука ние сме ставени во опасност да се заразиме самите, бидејќи друго е во собата кај што лежат во болничкото
простори си има посебен тоалет и тие не излагат, тие се тука поставени. Овдека излагат имате заеднички фактички амбулантски тоалети, можеме и самите ние, а и други пациенти што доаѓаат со други болести да се заразат. За да се растовари инфективното одделение во функција ќе се стави објектот на поранешна диализа, а за прием на пациенти со ковид и дел од интерното одделение. Диализата уште не е почната, мислам, ќе почнеме деноеве, утре, задутре ќе почнат и тие. На диализата сакаме да ставиме пациенти кои се сумливи и кои се со друга симптоматологија, не мора да се ковид позитивни. И сега рачунаме понатака еден дел од интерното одделение да се отвори како ковид центар горе за потешките случаи, бидејќи таму имаме централен кислород. Збирните податоци од Институтот за јавно здравје покажуваат дека моментално активно болни на поширокото подрачје на Гостивар се 442 лица. Инфектолозите Радко Наумовски и Енес Мемеди добија благодарници од општина Гостивар. Тие ја водат најголемата борба против COVID-19 за пациентите од Гостивар. Во знак на благодарност за трудот и посветеноста во борбата против ковид, градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари денес им додели благодарници на докторите од Гостиварското инфективно одделение Радко Наумовски и Енес Мемеди. Од почетокот на пандемијата тие се во првата борбена линија, особено за пациентите што се хоспитализираат. Денеска ги поканив сами тука да пиеме кафе и да разговараме и да им се заблагодарам во име на целиот град, ете како градоначалник, да им кажам дека прават на вистина голема работа, голема битка. Ние можеме само морално да ги поддржиме како општина и тука сме да ги поддржиме. Јас се надевам дека понатаму идниот месеци имаме и одредени активности со кои што ќе покажеме нашата благодарност кон доктор Радко и доктор Енес. Инфектолозите се заблагодарија на гестот на општината, нагласувајќи дека остануваат посветени на пациентите со максимални напори да се спаси секој живот. Ова благодарница не е само моја и на доктор Енес, ова благодарница е на целиот персонал на инфективно одделение, почнувајќи со сестрите, преку болничарите и техничарите. Овде морам да ги спомнам лабораторијата која безпоштедно работи и рентген кабинетот заедно со докторката Љубица Настасиевска, што имаме заеднички договор и фактички сите пациенти што доаѓаат и што се болнички и што се амбулантски се услужени. Од март месец до сега ние дежураме заедно со докторот по 48 часа, по 24 часа, колку што можеме максимално за нашите граѓани и за здравјето на нашите граѓани. Затоа на сите тие што не може да го победуваат ова болест, им пратам големо сочувство за тие што животи што ги изгубија од COVID-19. Минатата недела благодарници од општина Гостивар добија инфектолозите Фадил Цана и Илир Демири, а посхумно беше одликуван и пулмологот Трајче Нешковски. Продажбата на туристичките аранжмани во Тетово со рекорден пат од над 80%. Пандемијата со коронавирусот зададе силен економски удар на сопствениците на туристичките агенции, превозните предпријатија и на хотелиерите и угостителите. Рекорден пат на продажбата на туристичките аранжмани во Тетово. Бројот на организирани патувања на граѓаните преку агенциите се намалил за повеќе од 80%. Паралелно и тетовските хотели имале минимален број гости. Ковид пандемијата и затворените граници негативно влијаат врз економската моќ на сопствениците на туристичките агенции, превозните предпријатија и на хотелиерите и угостителите, вели професорката по туризам Арта Кадриу. Имаме намалување на продажба на туристичките аранжмани, било тие домашни туристички аранжмани или странски туристички аранжмани, значи немаме ни посета од надвор, ни значи одење во другите туристички дестинации. Истата негативна улога од COVID-19 ја имаме кај хотелиерството. Немаме букирање од страна на странските туристи, па и од домашните туристи, значи во земјава,
и транспортот исто така е намалуван, значи доаѓањето или одењето во другите туристички дестинации. Во Тетово, во споредба со другите години, значи лани и предлани, имаме негде 80 или 90%, да не кажувам, намалување или паѓање на продажбата на туристичките аранжмани. Цените се многу поевтини од другите години, но сега знаеме дека пандемијата игра важната негативна улога. Хотелите кои се во Тетово имат кажано дека немат доволен број на посетители ова година. Туристичките агенции од 15 март до почетокот на јули беа затворени. Во летниот период работеа само со неколку дестинации. Овој период меѓународните патувања се ограничени, па им останува да се насочат кон домашниот туризам. Значи од 15 март до почеток на јули месец речиси бевме затворени. После се ослободија некои дестинации, например работевме малку со аранжмани со Турција и со соседна Албанија. Слободното движење моментално е укинато за наши граѓани. Исклучок се само тие што имаат престој во некои од ЕУ земјите, така што и патувањата се скратени. Тоа значи дека многу е погоден нашиот сектор. Немаме многу избор за нашата работа. Малку може да се фокусираме на внатрешниот туризам. Исто така е добра мерка што се пушти аеродромите да функционират. Има патувања од наши граѓани што се со престој во некои од ЕУ земјите. Според професорката Кадрiju, но и според собствениците на компании, економските мерки на државата помогнаа, но секогаш треба повеќе, особено за туристичкиот сектор кој беше најпогоден од пандемијата. Лидерите од трите балкански држави Македонија, Србија и Албанија учествуваа на видеоконференција Мал Шенген, на која се потпиша меморандум за разбирање и соработка во борбата против COVID-19. Почнувајќи веднаш, работиме на координација околу обезбедување на вакцина за COVID-19 за нашите граѓани. Меѓусебно ќе се подржуваме и ќе си помагаме во моменти доколку се случи преоптоварување на здравствените системи во нашите земји. Отвараме зелени коридори за патување на нашите граѓани и економските оператори со кои се ублажуваат последиците од COVID-19. Граѓаните и пред се носителите на економијата ќе се движат помеѓу трите земји без потреба од PCR тестови, односно ќе се ослободат од административни и финансиски товар граѓаните на нашите држави, при тоа почитувајќи ги сите мерки на заштита кои се речиси идентични во сите три земји. Доколку еден граѓанин на некој од земјите потписнички се затече на територијата на друга земја и треба да се лекува во земјата во која е хоспитализиран, тогаш државата во која се лекува ќе ги преземе трошоците за тоа лекување. Дозволете и пластично да појаснам за нашите граѓани. Доколку некој граѓанин на Северна Македонија се разболи и треба да се лекува во Албанија или Србија, тогаш нашите соседни држави ќе го покријат лекувањето и нашиот граѓанин нема да треба да плаќа од својот джеп. Истото ќе важи и за граѓаните на Албанија и Србија, доколку се затечат на нашата територија, им е потребна помош. Истото тоа се однесува за сите три земји поединечно. Ова се моменти на солидарност, на трезвено размислување и на подкрепа која се ја даваме меѓусебно. Граѓаните на Република Северна Македонија веќе неколку години ја имаат можноста да патуваат со лична карта во Албанија и Србија. Денеска би сакал да го поздравам договорот меѓу Албанија и Србија, со што и граѓаните на двете земји ќе можат со лична карта да патуваат меѓусебно. Ваквите договори во интерес на граѓаните ја зајакнуваат регионалната соработка. Ние секако продолжуваме интензивно да соработуваме, да градиме мостови и да ги решаваме
препреките кои на нашите граѓани ќе им овозможат многу подобар квалитет на живот. Драго ми е што и Косово ја прифати поканата и се приклучува на овој наш процес на унапредување на регионалната соработка, а верувам дека многу брзо и Црна Гора и Босна и Херцеговина ќе се приклучат на ова наша регионална соработка. Поранешните професионални војници кои се уште работат во Министерството за одбрана ќе бидат вклучени за директно обезбедување во редарската служба во болниците, информираше денес министерката за одбрана Радмила Шеќеринска од армискиот полигон Криволак. Согласно одлуката на председателот, армијата има различни задачи да обезбедува медицинска поддршка со медицински сили, и тоа го прави во тек на цела криза. Воено-медицинскиот центар отстапува еден дел од својот состав, еден дел од својот персонал за земање брисови, за епидемиолошки анализи, дополнително поддршка на други институции во делот на транспорт и складирање на медицински материјал, но не и директно обезбедување. И денеска разговаравме дека директното обезбедување со редарска служба најверојатно ќе го организираме со еден дел од поранешните професионални војници кои се уште работат во Министерството за одбрана, и тие ќе бидат првата линија на поддршка. Тие се разбира нема да бидат ниту униформирани, ниту вооружени, но ќе обезбедат малку повеќе ред и информации за граѓаните. Дополнително на денешната седница на главниот штаб се согласивме дека одреден број на санитетски возила со возачи од страна на армијата ќе бидат отстапени на некои болници и на клиниките во Скопје. Тетово се бетонизира. Во последниот период постојано се гради, но на градот тоа му носи повеќе штети отколку поволности. Сторија на Милена Вучевска. Тетово не престанува да се гради. Постојано никнуваат нови објекти. Во централното подрачје не остана речиси ни една куќа од изгради го преплавија градот. Но колку се внимава на прописите и протоколите за градба, експертите сметаат дека потребна е поголема контрола од страна на градежната инспекција, но и измени во законот за градба. Кај нас има случаи на избрзување, има случаи на грешки, па има случаи на спорови после со комшиите зошто нели некој е 10 на 15 сантиметри поблиску или подалеку. И тоа би било добро кога во најавените измени на законот за градба би се на некој начин со еден став во одреден член или со нов член би се регулирало. Значи, градежната инспекција да прелиминарно при почнување на градба направи таква контрола и увид на објектот, а после тоа да продолжи градба, самата градба. Отворено прашање е колку се запазуваат безбедносните услови при градба. Има случаи во Тетово каде се градат објекти, а местото околу не е соодветно обезбедено. Има случаи на дадени објекти кај што изведувачот или инвеститорот има потреба од проширување на катастарската, односно на урбанистичката парцела, и видно е да кажем дека во одредени случаи се проширува на јавен простор. Значи се става оградата на јавен простор. Тоа исто така се регулира, меѓутоа на општинско, на локално ниво. Токму изградбата на бројни згради дополнително го искомплицира проблемот со паркирањето. Во проектите се пишува дека се обезбедени доволно паркинг места, но при реализацијата често пати тоа не е спроведено, велат експертите. Бетонизирањето на Тетово негативно се одразува и на аерозагадувањето. Отиснемува зеленило, а зградите не дозволуваат ниту проветрување на воздухот. 2 физички напади регистрира секторот за внатрешни работи Тетово. Во последните 24 часа пак за неносење заштитни маски биле санкционирани 35 лица во Тетово и 38 во Гостивар. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 75 лица, 37 од Тетово и 38 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 56 лица од Тетово и 67 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 1476 лица
лица од Тетово и 523 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Ноќеска 20 минути по полноќ 23 годишникот Тетовско Јеловјане во СВР Тетово пријавил дека вечерта на 8 ноември околу 23 часот и 55 минути, додека со неговото возило со тетовски регистарски ознаки се движел во близина на клучката за Тетовско камењане, физички бил нападнат од лице од Тетово, кој го познавал. Според пријавеното, нападјачот му го оштетил и неговото возило. Извршен бил увид и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 13 часот 28 годишна жителка на Тетово пријавила дека претходниот ден околу 19 часот и 30 минути на улица Тодор Циповски Мерџан во Тетово, во дворот куќа физички била нападната од 23 годишничка од Скопје и од 29 годишен тетовец. Во нападот, според пријавеното, 23 годишничката користела и остар предмет. Се расчистува и документира и овој случај и против пријавените ќе следуваат соодветни поднесоци. Дури 1197 сообраќајни прекршоци се регистрирани во месец октомври во Тетово и Тетовско. Прекршоците се забележани за време на редовните контролни активности на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Во октомври годинава, полициските службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 1197 различни видови сообраќајни прекршоци. Во контролните активности, редовни и акцијски, поради констатирани прекршоци, било исклучено 81 возило. Најмногу од исклучените возила 71 имали стечена регистрација на 30 дена, кај 7 била утврдена техничка неисправност, на кај 3 претовар. Минатиот месец на ова подрачје од сообраќај биле исклучени 165 возачи, од кои 108 управувале без возачка дозвола, 45 возачи почетници, 3 под дејство на алкохол, 4 со несоодветна категорија и 5 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, времено биле одземени 19 возачки и 64 сообраќајни дозволи, додека Тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 201 непрописно, односно погрешно паркирано возило. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со Кисиме Нада, следува спортскиот преглед. Пријатно.